Окей, anyway, хајде. Кој ни е О, денес? тука сте? Да, ова е реквизит. Добро. Сад ќе ти ставиш? Не, Онака. уште полоша ќе ми биде Исклучен, да. Како Да, игравме си- со си брат го ми држи Соник овака од кабел. деца и кабел од него висучен джойстикот и вака. Да. Жаре, кој ни е денес тука? Мартин Стефановски, Мацко. Еден од мои најстари другари во животот. Се знаеме од која? Од основно. 6-7 оделение. Да. Мацко е пливач, рекордер, тренирано со Милорад Чавич, и ми упозна еднаш со него. И стварно беше. Тек него футбол кабевме. Да. Јас за Чавич седев на таа Олимпијада 2008 од 4:15 са вајле станав со Фелпс за стотинка, за како беше дел од секунда која беше Делфинот. Кој не знае кој е Чавич, куцајте 2008 versus Майкл Фелпс. Тоа е на 50 или на 100? Мацко на 100 делфин. 100 Делфин. Напред назад беше, така? Да. Кога 100 само за тоа што кренал глава, Не него стотинката е изгубил. како беше не после го викна и за му дадоа баш пари за тоа, реклама за Да, она. не беше баш тоа кревање глава. Мислам генерално да, пливање у спорт техника. Притисок на сензор беше нешто. Техника е 99% од цела трка, али у таа цела трка, значи он води 99% од трката и на крај последниот завес он ми каја дам all out. Допирам прв на табла, меѓутоа самата Колку кила притисок требаше за да те електроника Омега им регистрира? вика дека минимум треба да имаш 4 кила притисок на таблата за да може да ти го регистрира Така. времето. 4 киле смешно И ти. сега да, ма. Замисли се Рачунај дека он плива и више у као крајна фаза не може више да гледа, само да заврши трката, допира и Фелпс допира у исто време со него, односно малце поспоро од него, меѓутоа со појак притисок и му го регистрира неговото време пред на. Сега, таа година Фелпс бркаше 8 златни медали. Чавич беше на стотинка да го зезне и Да. фати баш со тоа на Марк Шпиц му го бутна. Да, тоа беше историска година и многу јак факт и таа остана историска трка и ден денес кога ќе видиш, не знам, Што го предизвикал Фелпс, немаше. видеа или нешто слично у тој концепт, у тој систем искача таа трка нонстоп. И ти, друже, кај тој човек Е, да тата. тренираш. Тоа година или колку беше? Цела сезона, Цела. да. Цела Како е? сезона. Да преминеме таму, нормално, малце по-хронолошки, Турата дојаме до Чавич. да доеме. Ајде, ние најавивме малце небројни државни титули, Рекордот на Маленко, Мацко го бутна Така, прв. да. 50 метра крал. Тама да си фатиме од почетоците. Колку, зашто со пливање? Пливам од 8 години. Од 8 години првично кој Ја, од кога те знам, пливаш така. Да, као и секој дете. Знаеш како првично ми беше. И касно си почнал. Да, сега ми се 5-6 више. родители као од која возраст се препорачува да се плива, дете има 3 години, као да ме може ли Сега е препорачено. може ли да го донесам на пливање, као да слушали тебе дома. Па као ништо не ме разбира. Па како мислиш дека мене ќе ме разбира и ќе ме слуша на базен, за ти да ми го донесеш да Дома пливам? нема авторитет. Да, али да, генерално почнав на 8 години као и секој дете највише ради здравствени причини, нели? Број еден Се спорт за исправи развој. детето. Да, број еден спорт за развој, Сте да развие. пливање. И Тоа е вистина, by the way. па да, не, тоа е факт. Да. Тоа е факт. И почнав со пливање активно од таа возраст, нели пред се ради здравје, и после некако ми се роди афинитети. По принцип и секој клуб кај нас кога прави база на пливачи, кога почнува да развива пливачка школа, целта е да што повеќе извади надпреварувачи, затоа што на тој начин се крива нивото на клубот. Привлекува нови членови. Да, привлекува нови членови и ред други работи што се бенефити од аспект на професионално пливање. И у тоа време сите пливачи кои што знаат да испливаат 50 метри мора да настапат на државно првенство. Значи тоа е политика на клуб, тогашен клуб студент.
и пливам ја прво државно првенство и стигам прв у група. Значи тоа прв у група не значи ништо, али прв у група тебе како дете кое што не разбира ништо си завршил прв од сите 8 што се такмичиш со нив. групата. Да. Win-win. И тебе ти е као дешавка, леле, готови се тука нормално, као секој родител. Тоа дете ќе биде пливач, готово го бива. И почињам да тренирам посериозно, значи сега више период. Сега си такмичар, Да, си сега само си веќе рекреативец. Да, веќе си надпреварувач, влагаш у друга група, менуваш друг тренер, нормално како прогресираш. И така натака. Пливав тука до 2014 година. Кукава Значи, твоја возраст. По 89-та си? Да, колку има? 25. Ама не, почна на добро. 8. Почнав на 8, 2007 година ми беше првиот настап за репрезентација, пливав на Балканијада во Атина и веќе тука со прв настап на Чекај, Балканијада, кукав си тука веќе. 2007? 2007, 18 години. помалце нешто. 17-18. Значи ти, окей, рипнавме на 10 години. Па добро, Тренинг. мислам, тренинг, класика. Јасно, Да, јасно. процес, Па не е прогрес, баш кој што... класика. Километри. Знаеш како? Знам ја пливачи како тренираат, за тие што не знаат, објасни малце што значи И тоа класика и тоа пливач. деца пливачи кога тренираат, не па без после кои ќе кажат. двадневно не се рачуна дека пливаш. Релативно, па мислам дека еден од спортовите кој што највеќе време си посветен на тренинг. Да, временски многу оди, со да. место, Поглед да. во плочките. Да, што е релативно доста монотон спорт и да, треба да имаш, стварно треба да сакаш спортот за да се бавиш со овој спорт. У принцип, да, Како изгледа тренинг на 12 годишно дете, рецимо? на 12 Такмичар годишно 12 дете годишно. кое што веќе се такмичи, значи ние работиме по некоја програма која што тоа дете веќе тренира 5 до 6 пати дневно по интензивно саат време и плюс Неделно. има Дневно 5-6 или неделно? Не, што 5 часа? 5 пати неделно или дневно? Не, неделно. Значи секој ден плива. Секој ден. Да, извини, Добро. грешка. Значи плива 5 до 6 пати неделно, значи само пливачки тренинг од саат и пол и уште плюс има пола саат до 45 минути кој што му се тренинг на суво, односно симулација на некој дел од пливачките сегменти, значи тоа е гуми, ластици, влечење. А плюс Некој- нешто снага, не, млади се. Значи заради тоа што не сакаме да го спориме растот и развојот, млади се. генерално се базирани тие тренинзи на, знаеш, кор, Resistant band, да, body weight. body weight, згибови, склекови, стомачни. Добро, ба Точни пак ви- прават нешто, не е дека не... Да, значи они, не знам, у еден тренинг, СУФ, ќе направат околу 100 склека. Да. Па добро, не е Што малце. релативно е сериозна бројка за дете од 12 години. Сега да земеш возрастен кој што е спремен, да земеш некој од теретана кој што пример е билдер, да можеш направи 100 склека, Ќе направи, нема да му биде лесно, така? Да. А не па Пливачкиот дел. дете, а не па дете од 12 години и после тоа да влезе уште да плива уште саат и пол. И колку имаат од тие сати по километри, 5, 6, 4. Во зависност од типот на тренинзи, значи кога се Или си работи, варира кога се уште? работи база, односно кога се зголемува анаробен прак, плива до 3,5-4 километри. Ствари добро, нели 5 тоа километри може тоа да- зависи и кога има такмичење, Да, па во тейпер, зависност од целата таа да пик програма. формата да си тоа да. Тоа што генерално една сезона ти е еден мезоциклус и тој циклус е поделен на микро и макроциклуси. И во одреден период на таа цела сезона имаш одредена програма што треба да ја сработиш. Ја знам и пливачи кои почињаат и по 2 на ден, па доју 5 пред школа. Тоа е веќе, па знаеш спорт како, тренинг. тоа е веќе фаза над 16 години. Е, Мислам тоа ќе те дека прашав, тоа се кога веќе- почна ти таа шема да? Тоа е веќе фаза над 16 години, иако имам доста од колегиве кои што и на помала возраст ги тераат пливачи да пливаат по 2 пливачки тренинзи, што за мене мислам дека е прерано, затоа што многу е Пред битен- 16? пред 16, многу е битно ти да му задржиш фокусот на пливачот што подолго време да му трае и кариерата отколку да го изгориш на помала возраст. Значи он како млад пливач за разлика од неговите врсници ако тренира дупло повеќе од нив, нормално е дека дупло побрзо ќе прогресира. Така. Меѓутоа битно е ќе се колку он ќе изгори. трае. Затоа и немаме у Македонија пример пливачи кои што се над 18 години можеш да ги изброиш на рака, не на рака. Зашто мислиш дека се прерано изгорени? Па да. Генерално да. Генерално Скорче, или како? не е само тоа еден од факторите.
друг фактор е систем, значи немаат никаква поддршка апсолутно. Ти како млад пливач до 18. Тоа е еден од главните фактори, ја мислам, нема. Да, еден од битните и главни фактори е Да така. живееш од нешто на Знаеш 20 како, на 24. не само тоа, кај нас сега веќе ова модерно време сите се мерат врсници меѓу еден друг. Сега ти играш фудбал, ти играш кошарка, ја пливам. Ја правам дупло поише од тебе тренинзи неделно. И на крајот ти ми кажеш и потпишав за, не знам, некој си клуб, изјавам некоја си плата 200, 300, 500 евра, кој што се реално не дека е нешто, меѓутоа е сатисфакција у тој период за секој прв договор е некој чека. таа возраст. А ти као пливач да си најдобар од државата, да си у топ 10 пливачи од држава според некој резултат кој што се базира врз основа на FINA бодови. FINA е Светска пливачка федерација. Ти да влезеш у тие 10 пливачи, добиваш стипендија од Агенција за млади и спорт 4.000 денари месечно. Не се за подценување. А знаеш дека тренираш дупло поише. Меѓутоа, да, начинот на тоа како ти си ги заработиш Потешко тие тренираш, пари, зашто пливање, за разлика фудбал, од Каков момент некој колективен спорт кој што фактори се упрашање, може да се погоди да имаш среќа, да се погодиш у добар тим, да се погодиш у нешто, пак треба да имаш ти некој добра квалитет. сезона, сите се продале. Да, меѓутоа многу фактор среќа игра. не захвален. Прилично мудро уствари што ти така малце покасничко почињаш она што сика all in. Па, идеме. да, Макс што може. Да. Кажи речи ко про да тренираш. буквално. Про Да. и 2 на ден. Тогаш се да. дешава, рече, прв репрезентативен настап. Тоа што прилика добавме до тоа време. Да, значи почињам со прв репрезентативен настап, продолжувам да тренирам малце на посериозно ниво, пливаш 2 пати дневно, плюс работиш суви тренинзи. У тој период почнавме и со кросфит. Која беше тоа? 13 14 така беше. Не беше отиден ваму уште, мислам. Не бев после тоа отидов, да. Значи тој период така буквално беше. 14 13. али паралелно доека се враќав овде кога имав Добро, тоа паузи, после, да. да, доаѓав на кросфит. Дојдов во една ситуација, пливав на еден надпревар у Ниш и тогашен покојни Срđan Филиповиќ Филе, добар тренер кој што беше и претседател на Београдски пливачки клуб и ми вика ајде дојди да пливаш у Београд кај мене. И му викам ајде онака знаеш планирам да идам на некој повисоко ниво, зашто да не? Прв трансфер, може Се да поклапаат наречам. Да, се поклапаат работите, идам да пливам у Београд. Сега Да се преселиш. да, се селам ја у Белград, живеам таму, пливам. Какав си тогаш? Тој период беше така нешто. Да, Прв пат слушам за пливање да треба да идеш трансфер преш за пливање. да, мислам, гледа се, генерално ја имам клуб пливачи кои што пливаат и за српски и за македонски клуб. Српскиот клуб, затоа што они имаат двојно државјанство, ја немав право да пливам и за македонски и за српски клуб, меѓутоа, ако имаш двојно државјанство, можеш да пливаш за два различни клуба од две различни држави. Добро, че сеш да кажеш дека постојат српски пливачки клубови што може да си дозволат Да. да Па после викаат Чавич. пливачи и да ги са не знам дали се плаќа, колку се плаќа, ама Имаш трошок е на клубот Да. треба да викне и да држи дете у Белград. Да, мислам, гледај, генерално клубовите таму имаат многу поразличен систем. Они добиваат пари, се финансираат од општина, се финансираат од град, се финансираат од држава, имаат 3 или 4 сегменти кои што они добиваат финанси за тоа. И он има корист од македонски пливач да плива за него, Да. бодови за надпревари за чуд. Ако е релативно квалитетно. Ако е добар, ако се ги за ја, клуб, зашто? Ти носиш бодови за клубот и на тој начин ти Така фактички да, и ти они несеш си клубот финансираат да после, иде да. на повисоко ниво, како он иде на повисоко ниво, така добива поголеми. Знаеш зашто нас ни е тоа малце чудно, зашто кај нас имаме 2 базена у Скопје, ако не грешам, така и војни не го рачунам, ајде. Никој не тренира таму. Војни- Олимписки и Карпош Борис Трајковски. Да, со тоа Сега што ти- дека имаш еден олимписки базен, затоа што порано било поделени Карпаш базенот служел за ватерполо, а олимписки за така. пливање, затоа што тој е по димензии 33 на 25. Не е по не 50. е прописан, не е прописан само олимписки 25 базен. ки Само има вака, олимписки, да. олимписки. Меѓутоа сезона пливачка ти е зимска и летна, у зимска сезона се плива на 25 метарски базен, се надпреварите Да. у 25 метарски, а летниот период се пливаат у 50 метарски. Меѓутоа секако резултат како резултат побитен, важен е
на олимписки базен затоа што поголемите Олимпијада, тој така. настани се олимпијада Летене, да. као најврвен сегмент од Да. од спортот е у 50. Него те прекинавме, извини, за кој си отишел у Белград. Да, пливам таму, значи друга димензија, скроз друг концепт. Прво, затоа што идеш у град кој што никој не познаваш, почињаш живот од почеток, свет е ново. Единствен период е кој што ти е најбитен и најсреќен кога идеш на тренинг, затоа што тогаш имаш со кој што да правиш. Социализација. Социализација, иначе генерално другиот период си дома и запознавање нови луѓе. Долови, што беше разлика од тренинг аспект? Што ти претпоставувам различно беше, кој имаш некој првично тимот со кој што работиш и пристапот на сериозноста и дисциплина као број 1 е на многу повисоко ниво него овде. Од друг аспект ти си дома, жаре ќе ми се јави у сабота, брат, ајде излеземе, ќе излезеш, ќе се начукаш младси, ќе излезеш у град, ќе си поминеш кој што треба, понеделник веќе си непродуктивен на тренинг. Жаре ти викал да не излеземе. Да, не го мести. Не, јас хипотетички. За разлика од тоа таму, Кој ќе те викне? Она што го работевме и пример у Белград и после тоа кај Чавичу академија, ајде сега да прескокнам парче кори, значи у Белград доека пливав таму, меѓутоа у тој период пливаше Чавич со еден проект на арена, беа интернационални пливачи кои што пливаа за еден клуб и трениравме буквално у истиот период. На исти базен и така мислам се запознаваме. Така контактот уствари. Ние понадпревари заедно се гледаш тука, мислам пак си веќе у иста Чавиш. да, у иста вода, у иста стаза пливаш, тренираш заедно. Трениравме таму стварно, мислам, екстремно јако и самата таа дисциплина и самиот тој период на тренинзи, на работа ти носи резултат. Тогаш Нема цел живот е на пливање. Да, тогаш станав и најбрз пливач у историја на Македонија, која му го соборив на маленко рекордот на 50 Кај малце поише раскажи за тоа. Тој настан. Знаеше дека Кај беше трката? Како беше? Тоа беше у Бања Лука. Бања Лука, Босна беше така добра памет. Еден од најпрестижните надпревари у регионов, баш онака го прават они да биде на Тоа високо. као митинг, не некоја државна нешто. Меѓународен критериумски надпревар, критериумски ако е, значи тоа е влагал ФИНА или ЛЕН, значи Европска или Светска асоциација на надпревари, каде што тој надпревар ти се вреднува за постигнување на врвен резултат со цел да отидеш на, не знам, Европско, Светско, Олимпијада. Таму се исполнува нормите. Во зависност од тоа што има таа година како битен надпревар. И резултатот на тој надпревар ти е валиден за постигнување на таа норма на тоа големо надпреварување. Значи доаѓа ти Као квалификации. Доаѓа таму плива и Чавич. Сите зерови. Плива и не знам, руси, си фаќа норма, плива германци, австрици, словенци, цел регионов дека што врховски на некој голем надпревар, да. И пливам ја у квалификации, пливам резултат некој 24, нешто 60-70, рекордот беше 24-33. И сега 30 стотинки на 50 метри. На 50 метри и не е толку малце, знаеш, пак е... Ама тука е. Да, али тука си и сега... Еден завесла е подобар полош. Од една страна притисок, од друга страна као си мотивиран и измешани чувства, знаеш, не знаеш што се дешава. При тоа мислам дека таа година имаше европско првенство у Дебрецин, ако не се лажам. И гледаш дека си блиску и до критериум да исполниш за да идеш на тоа надпреварување. Иако мислам дека надпреварот беше малце покасно, една недела, за разлика од нашиве критериуми, значи они даваат дедлајн до кога треба да го испливаш тој резултат. Мислам секоја федерација си става нивни дедлајни кои што треба да пријават пливачи. И доаѓа ја трка финале, знаеш, веќе си фокусиран на тоа што треба да направиш. И рипам на трка и завршам и гледам време 24:33, тоа беше рекордот 24:45, нешто така. 24:33 е твојот устори. Да, ја исплеав 24:33, рекордот беше 24:45. Чекај, на квалификации трчаш Пливаш. Леле, право, што го фативте ова, значи. Пливаш малце поспоро, после полуфинална трка или како? Не, значи квалификации пливам 24:60. Така. Не се сеќавам точно како беше. И после тоа имаш попладнето финале.
најдобрите 8. на финалната Одма идеш најдобрите директ. 8 продолжуваат у финале. Така, Да. и на финалната И го у пливаш ова. финална пливам рекорд. Мислам, искрен да бидам, не очекував. Значи, Дигаш главата и го ја бев гледаш. спремен, тренирав и све, меѓутоа, знаеш како у сегмент на пливање ти пливаш, меѓутоа се надпреваруваш на битно такмичење еднаш у тие 6 месеци од тој циклус што си го истренирал. И сега ти не знаеш колку си прогресирал у тој период. Да, ти Го го осеќаш- чекаш пикот. Да, го чекаш пикот. Дали за да пикот го е видиш. денес, може за 2 може недели. да се помали, може не. И да, тоа беше историски момент и за мене и за Кој за државата што рекордно. за целото пливање тука кај нас и беше проследено баш како што треба. И после тоа ти е дополнителен стимул плюс за да продолжиш да тренираш. Ама и сега ти си тој, ти си новиот. Среќа, жал пример се исполнив критериум за тоа европско првенство, меѓутоа не отидов за тоа што го исплевав после дедлајнот, после оној период што требаше да се плива. Кажи ми, после накнадно го подобруваше уште малце рекордов или колку беше? Не, тоа ми беше, мислам дека онаа година дена, значи пред да влезам у фаза да прекинам со пливање. Значи тоа беше она крао последни години од пливачка кариера. Чекај, кога влага Чавич у сликата тоаш? После тоа, година дена идам кај Чавич академија. Така. Да. Значи Чавич завршил со негова пливачка кариера и отвара пливачка академија у Крагуевац. У Крагуевац, не у Белград. У Крагуевац таа година. А што не би могло? Не, за да според замисли у Куманово да отвори Мацко. Ме разбираш, немаме базен там. Пехчево бе. Пехчево. Знаеш како Тоа преска трнав со базените да кажем устари дека имаме ние 2. Ништо против Пехчево, го обожавам Пехчево. Србија кај сегде има, Ниш, Крагуевац. Србија нема село што нема базен. Значи Тоа сакав да го начнам. 2-3 базена и така натака. У таа година знам дека Крагуевац беше прогласен за град кој што има највеќе спортски клубови. У таа година Крагуевац беше државен првак у ватерполо, раднички, беше колку члена беа државни прваци, мислам дека у фудбал нешто исто раднички беше на некое повисоко ниво. Да. Има одбојка сериозна, има ракомет сериозен и визијата им беше... Чукарички е мислам од Крагуевац. Раднички е Ниш. Не, раднички 100% е од Крагуевац. И знам дека таа година има цел, затоа што отворија нов олимписки базен, да развијат и пливање, иако има клуб раднички пливачки, меѓутоа мојкат на Чавич дојди, ти платиме све што треба, сакаме тука да развиваш пливање. У таа година требаше Џоковиќ да отвори таму академија, меѓутоа има еден парк многу добар, сериозен, кој што требаше тој парк да се пренамени у тениски игралишта и самиот град не го дозволи тоа, затоа што беше као историски момент за градот, затоа што имаме сериозен парк и сега тука да го правиме, иако го сакаме Џоковиќ највише од се, али дајте му на друго место нека прави игралишта. Замисли. Да, и тука има некој недоразбирање Кај нас ке му дале. Сори, Џоковиќ Парков е побитен. Што може и управо. Не може. Тоа отвори у Белград после. Да. Океј, Чавич ја продолжи приказната, значи базенот нов што се отвори таму и отвара Чавич година дена, нормално кој секој нов клуб што ќе се отвори, почиња со школа пливање, значи носи америчка програма, прави сегменти и програми за деца, бебиња, оние базени што се на 30 степени, кои што реално тоа што Србија прв пат се случува таква некоја дешаванка. Значи прв пат се случува момент каде што не знам, ти можеш бебето го донесеш да плива сега. Веќе тоа беше рачуне 2016 година. После година дена у принцип уствари идам јас со мој колега од Белград да се спремам за, мислам дека имаше светско... Чаба беше? Не. Со Марко Јовиќ у Партизан што пливаше, другар мој од Белград. И ми вика, слушај, Чавич отвори академија у Крагуевац, ај ќе идеме кај него малце, ќе поработиме техника, имаше светско првенство у Барселона, имаше не знам медитерански игри, нешто се случуваше, знам дека некои видни такмичења и се спремаме за тоа. И му викам, идеме, знаеш, идеме кај Чавич, идеме таму, не пречекува, значи ние сме пак колеги. Да, тоа ќе те прашав, не идете по покана, идете по ваша иницијатива. Идеме предходно искомуницирани со него. Така, да. Си се најавувате, ама сепак човеков ве знае. Значи, да, слушај да дојдеме Кај да... мене сакате, нема проблем. Не, дојдеме да поработиме малце техника, се спремаме за светско. Мислам, он заврши со плевачка кариера. кариера. А вие се знаете од предходно, да. И он ми вика, лабаво дојдете као
Ќе ви помогнам се што треба. Секогаш кога треба. Идеме таму и тренираме заедно со него, значи работиме сегменти техника и се случува, значи базенот кој што е 50 метарски, 50 на 25, тренираме на 25, односно тренираме у контра и самиот базен има рефлектори доле што се за ноќно пливање. Добро. Ја правам окрет и при окрет се одбивам од стаклото на рефлекторот и го пукам со нога и ми влага цела нога у рефлектор. Да, не заборав се дешава, ми влага ногата унатре и онака осеќам нешто ме пецнува, прво не знам што се случи, ама осетив дека нешто пукне и сега ја, знаеш кога е топло, не осеќаш ништо и само спуштам главата надоле и гледам као ми се тресе мевце од ногата и се враќам онака у рикверц, седнувам на ивица од базен. А он нешто под вода работи, нешто со Маркова тука му објаснува и му мафтам со рака му и кам дојди, он гледа дека нешто не е окей и искачам, значи мене ми виси парче месо од нога, буквално, значи од стакло мека ногата у вода, топла вода. Да. И тука се дешава, скокаме сите заедно, стои застани, добар ли си, брза помош, викнете се краја паника, викам окей, значи ништо не ми е, само сум се отворил да поскакам. Нека ме сошијат малце подобро. И ме носат у болница таму и доаѓа еден доктор, значи беше нешто викенд, немам појма, значи го викнали од дома, немам појма од каде, доаѓа доктор ми и кажа, слушај, доста се отворил ми и ќе мора да те шиеме, знаеш, викам, окей, што мора, тоа е. Ама не само што ќе те шиеме, и треба ногава, знаеш, ќе биде у гипс, лонгета, у нешто мора, не можеш да движиш. Ми ставија инфузија, анестезија, све што треба да се деси, ме сошија, ме закрпија. Да. Дојда моите од Скопје, ме зема, се вратив назад. Да, бе, стварно. Кава пауза. Па пази, знаеш како проблем беше што беше раната баш на место кај што ако го превиткуваш може да се отвори лесно, знаеш. И не смеш ни да стапнеш. И со штаки одев да буквално па сигурно едно 3 месеци буквално. 3 месеци. Да, пауза. Ти иде и форма и све. Па да, вежбав она што можев да вежбам. Баш тогаш Чавич ми дое у апартман и ми ка брат, многу ми е жало што се деси, знам и што значи ова све. Као, знаеш, само по некои амерички негови програми ти можеш да го тужиш базенот, да земеш наплата, да ово, викам. И на крај памет, дешко да А мислиш него тоа му дое у глава да не го заебеш сега? Не конкретно него чисто као, знаеш, тоа не треба да се деси да биде прописно, да имаш ти рефлектор, окей, меѓутоа треба или да го обележиш или, знаеш, не смее да биде таков да може да се скрши тој вода. Тоа ќе те праша. При окрет. Да. Сигурно има, ама да. Што притисок ти си му направил за да го пукнеш тоа, човек? Добро, генерално да, доста јако се одбиваме од зид. Значи тоа е стакло е на крајот. Да, на крајот све бива стакло. Тоа може 500 души се одбивале баш твојот. Може, да. Тоа е. И помина тоа што поминам и ка слушај планирам наредна година да отварам као елитен тим за надпреварувачи и сакам да дојдеш да пливаш у тимов. И ја му викам, тотално не размишлям сега до таму, знаеш, моментално ми е да закрепнам, да продолжам да пливам сега. Гледам дека не е сериозна повреда, јас секако ќе се вратам, меѓутоа не знам у каква форма ќе видам. Пак не знам колку време ќе ми треба процес на опоравок. И се деси што се деси, вежбавме тогаш кросфит вежбам без нозе, од новото гипсали, прам згибови. Да, бе, стварно, бе. Стомачни, доаѓаш вежбаш, значи мораш да одржаваш форма. И септември нешто беше баш, искомуницирав со Чавич, ме комуницирам и ка слушај, планирам пак, значи ќе доја тука да биде пливачки тренер Себастијан Хигл. Подобјасни кој не знае кој е сестра. Брат на Наджа Хигл. Наджа Хигл беше светска првакиња 2009 година у Рим. И тој ќе дое кај Чавич. Он еден од тренерите ќе биде. Он е хед коуч на елитниот тим. Вика, носам уште еден тренер кондиционен, Джеф Наталицио. Джеф Наталицио е бивши пливач кој што пливал заедно со него на Беркли. И викам, ќе биде кондиционен тренер, ќе биде одговорен за вашиот програм што ќе биде на СУВО. И имаме цел концепт тој да работиш тука со нас. Кој буџети, кој инвестиции, кам окей, знаеш, какви луѓе, бе.
У Крагуевац, да не забораваме. 117.000 жители. Да. Провери. Крагуевац, не во Белград, не се дешава. Джеф после тоа работеше, мислам и претходно работеше со Ентони Ервин. Ентони Ервин ти е олимписки првак. Чи злата на олимпијада у Токио, ако не се лажам. И он ти најавува као елитнијава екипа ќе биде. И тоа ми беше буквално онака, тој период ми беше најпрофесионален до сега у цела моја плевачка А кариера. значи, чекај, Значи, не ја тоа мислев беше- допрва Тоа ти беше, идеш се враќаш. значи ја идам у Крагуевац септември. Поправена ногата, живееше, ногата вратена и И- сега си со дечкеве и више. влагам у тимов на Чавич со елитниот тим, таму тренирам и таму се надпреварувам. Да, живеам година дена. Значи живеам година дена со пливачи кои што биле у топ 3 во свет, во Европа, медалисти на Овој европски Чаба првенства. прасно беше така? Чаба, да, Чаба кај ми беше, долго Чаба ми беше цимер, он е можда Тој период некој Ја- европски нешто имаше добри резултати. Он беше се трети на европско првенство. Иначе генерално пливачка кариера кој што мислам дека од сите што ги познам најдолго му траела, значи он има 4 олимпијади, значи 4 олимписки циклуси. Тоа ти се пази 12 у Србија не можеш да пливаш на олимпијада ако 16. немаш А норма, мислам можеш. Значи А и Б норма ако ги поделиме и важноста на резултатот. Б норма олимписка не ти значи ништо. Значи ти со Б норма добиваш можност за покана да идеш на олимпијада. Ако нема Ако кој, не се појави друг. А норма, ако никој не исполнил А, ти си Б, ти си тој вајде. Да. значи А нормата ти гарантира тебе учество на олимпијада. Да. Значи тоа Тоа е е норма тикетот. која се исполни. Меѓутоа има квота. Пример, треба да учествуваат 900 пливачи. Да. Од кои што ако не се исполни таа квота од 900 пливачи, фатат само 800 пливачи А норма, и имаме можност тие што се со Б норма да ги поканиме да дојдат на Тек олимпијада. тогаш. Тек тогаш. Значи и тоа Б нормата треба да ти биде јака Б норма затоа што пак резултатот ти се рангира според некоја вредност. Значи имаш Арно, ама бодови. ако има над 900, тогаш и тие со А ќе треба да прават trials за да влагаат. Кај нас у Како Македонија држави како Америка и слично. Не, Освен у Америка, Наташа у Мешков. Америка да, има у Trials. Америка има trials, идат најдобрите двајца дисциплина затоа што таму со А, норма. знам. Оти Америка може да се пушти 200 души со А норма и олимпијадата да си биде Аме. америчко првенство. Да, не може. У Нивните треба Америка, да се некад јаки ко Олимпијада да гледаш. у Америка е Крем де ла крем. појак Што е и се trialsот политика и него, се Олимпијадата. него, да, буквално, значи Како таму таш. пливаат најдобрите двајца у дисциплина. Нема таму сега Фелпс не испел кој што треба да завршил трет, ама јеби ga најбољи е ќе плива Фелпс. Не постои тоа. Значи у таа дисциплина пливаат тие двајца што победиле на trials. Тента не ти бил денот, чао. Толку. Него што беше мобетов со нормиве? Почна да кажуваш. На кај нас Наташа Мешковска само има испунето Не, Низ историја? имаме ние, значи Маленко бил со норма, со А. сега не знам дали беа со А или со Б. Па са меѓутоа- рекордов е норма или не? Добро, период е на Ама се менува. 15 Добре, години. тогаш. 15 Варираат години. нормите у времење. Добре, тогаш кога го постел рекорд, Не знам дали било тогаш. норма. Не. Твојот ти кога го постел тогаш, Не тоа беше норма. ни Не беше. бе? Не. Значи тоа беше не знам стотинки до. Ама беше блиску нешто Да, се блиску сеќавам. Бе. Знаеш како блиску, што значи блиску? Јас за една стотинка не отидов на светско првенство. Па тоа Пливам. беше. Пливам надпревар овде у Скопје, исто престижен меѓународен надпревар, пливам надпревар, мислам дека тогаш се вратив у Белград тренирав. Се враќам у Скопје да го пливам надпреваров и у Скопје пливам 23:65. Норма за светско првенство тогаш беше у Канада 23:56. Аха. 900. Да, Ај и ништо. ја викам 900. Имам време, наредна недела, у Зрењанин има надпревар, идам таму да бркам нормата. Ја се сеќавам. Пливам у Зрењанин у квалификации 23:63. Уште малце. Викам, Уште добре, имаш време за полуфинале. Пливам полуфинале 23:58. Пази, значи таму полуфинале и финале ти се на пола саат, буквално. Да. Значи са бале ти се квалификации, по план имаш полуфинале и финале у исти ден. Пливам у финале 23:57.
А мене ми е норма 23,56. И рекордот беше умали базени 23,56. Јас значи сум исплеал у еден ден 3 трки и за една стотинка не сум го фатил, не сум бутнал рекорд и не сум фатил норма. Секоја ја И викам, подобруваш. Да, многу малци, и викам, што е следно? Штафета. Плеам у штафета прв, затоа што у штафета, ако плеаш прв, ти се ти се бодува, ти се важи Вау. резултатот, затоа што ти немаш летечи старт, Да, како ако да. си втор, трет, него си од блок. Фер, Да. фер. Таа од нула тој. И више, знаеш, онака исцрпен и седен целиот и плеам 23, не знам, 59, 60, нешто последното. Фак. И да, мислам, нема, тоа е спортот, Суров знаеш, е една стотинка, меѓутоа се враќаш и викаш, што е? Ти текна оној Рори и Карла што доаѓаа на времето, маш и женен. Да. Он прсно за Јужна Африка за 200 не фати Лондон. За 200. И вика, that's the sport, mate. It is what it is. Да. Мртов озбилно. Колку често го кажуваш тоа? It is what it is. Како викам за 200? It That's is the what it sport is. I chose, вика. Демек, свесен знаеш, тоа е, нема. Една стотинка, знаеш као и сега многу е битно као ти тоа ќе го свариш. Да. Ако го гледаш од аспект готово не успеав, тоа е тоа, се откажувам, тоа е тоа, знаеш. Тебе не ти дое така? И идеш. Не, ја викам, тоа е спортот или Ама тепаш или го учиш. прифаќаат они, значи цел живот е знаеш дека Ама дека 3-4 пати, човече, стотика. Не, тогаш, значи буквално искачам од базени, не изгледав добро. Не изгледав добро затоа што, знаеш, си дал 4 пати 4 максимума, да, максимум, што значи е си излегол, анимациите. си излегол од све што си имал у тебе. Мене све тоа си излегол. поише ме фасцинира што ти Да. урокот сати наоѓаш Сати, тоа се екстра од минути, себе. не се сати прашање, значи. Така да, те минути, квалификации, рековме полуфинали, финали, урокот толку мал период ти наоѓаш нешто у себе екстра, тоа е невозможно, човек. Па те води ова квалификацијава да ја фатиш, знаеш дека си близко. Ама човек не е ни толку до тебе, бе, вода, бранче, ти стотинка е... Нофто да ти е малце подолг, тоа е тоа. Увото дали си го ти фатило, сваќаш да Баш. не е нормално. Еден лош воздух е тоа зимање. Да. Роботи, машина, тоа тебе сигурно до милиметар ти се исти Да. завесла и отфрлање, под треба да вода, земеш колку во- се, тоа copy-paste. Да, тоа се работи генерално на Со тренинг. колку воздух да поменеш со 0, со 1, со 2. Што е тоа? И така, ако го представиме, се запрашувам, што е тоа екстрата што го наоѓаш? Кај искача? Значи, мотивација, цел. Она што Брка, сакаш, брка. Она што сакаш да го исполниш. Целта ти е таму и ја гледаш и викаш сега. Па пробаш пак сега. Има нова шанса. Да. Имаш шанса, знаеш, гледаш можноста да си исполниш целта. Светско првенство. Ова се дешава у тој периодот со елитната екипа Чавич? Не, ова значи, од ова се- Белград. ова- А, малце ова- шетаме, да, окей, окей. напред назад, да. Е, па како Иначе, завршува да, причава со Чавич? Причата со Чавич завршува таа сезона пливачка, значи ајде сега малце да се навратам како изгледа еден тренинг таму или како изгледа. И 1 јануари опиши го тоа. Тој чувениот 1 јануари. Тоа беше многу јако, да. Иначе генерално идам ја таму и као Себастијан Хигал ми ка тренерот тогаш знаеш овдека се бара 100% дисциплина, нема искачање, нема зезање, секој тренинг Супер, мора да се Крајгоевац испрати, има и каде. мора да се испрати како што треба, па реално има. Има. Па да, има, знаеш као Да, бе, кај и секаде, кај и секаде. Крајгоевац мислам дека е трет град по големина у Србија. Па да. Па таму им беше ова за индустрија, Викам, индустријски, 170.000, колку е тоа? Да. Струмица. И што значи тоа? Тоа значи дека имаш тренинг у понеделник, после одреден период се повторува тој тренинг, и ако ти пример 10 стотки си ги пливал по 1.20, односно си ги пливал на 1.20, треба да ги пливаш по 1.10, за месец дена треба да ги пливаш по 1.8. Ако нешто излезеш од форма, односно излезеш у град, не се наспиеш кој што треба, не се одмориш, го уништиш телото, организмот или било што, значи ти пак се враќаш да ги плееш на 1.10, да ги плееш по 1.10 или по појави на 1.12, тоа значи дека не си имал прогрес и тоа не е добро. За што работим? Да, да.
Просто кажам. Па да, Едноставно. буквално. Што не Да, разумеш? И мораш да бидеш максимално дисциплиниран. Значи единствено нешто што те води до сериозен резултат и успех е дисциплина и правилна програма. Singular Извини, пред focus. да бум, тоа е продолжиш, тоа. го спомнавме тоа, фокус, мотивација, ама во тоа време што е таа крајната водилка што тебе Рио. те води настап Да, на Олимпијада, да. така, тоа е тоа. Па знаеш како, Тоа е сонот. кога си веќе у таква екипа, таа цела екипа се спрема за тоа. Значи, ти си на тоа, окей, целиот јасно, тој тим, готово. целиот тој Нормално тим, ти е тоа што Say no more, крај, знам ти што се значи збори, олимписки сон, готово. значи ние стануваме са бајле секој ден у у 5:25. темница мртва. Стануваш у мрак, имаш точно 10 минути да се спремиш и да излезеш од куќа. Значи стануваш, се миеш, јадеш овосна каша, нешто што ти треба за претренинг, пакуваш стварите у кола и влагаш у 6:00 почиња тренинг, значи 15 до 6 ти треба да си веќе Да, на базен да да. почнеш да се загреваш. Мене ми се случуваше пар пати ја закаснам на тренинг и ми вика пливај си нешто по твое, као влези си таму со рекреација, му викам не заебавај, сум станал у 5:20, сум дошол овдека у 5:46 за една минута, као не ме интересира, као тоа е твој проблем. Значи пливај си со рекреација таму. Утре да е 5:44. Да. Да, значи дисциплина мораше да има онака на најврно ниво. Тој сестра направи европски шампион, Светски. нигде никаде. Светски. У Рим светско земе или европски? Светски. Светски шампион. И, се извинувам. значи завршуваш со тренинг од 6 до 8 пливаш, значи најакиот факт е дека ти стануваш у зима, у мрак, легнуваш у мрак. Значи 5 сабале темница. И идеш на кај базен и гледаш луѓе повраќаат по улица, се прибираат од град и викаш што правам ја. Твои врсници ги гледаш тогаш се собрале од дискот и плаќаат видеа, тогаш имаш уште Инстаграм, Снепчат, социјални медиуми. Ти идеш на тренинг, си викам што правам ја. Дали окей, ова што правиш, али имаш цел, знаеш, друга е целта твоја, друга е нивна. И да, значи борба со психа, тој момент е баш онака тежок у тие години да го надминеш, значи треба да имаш многу јака волја, пак правиме муавет за спорт кој што е релативно монотон. Знаеш, Не релативно, апсолутно и монотон. втора работа, бенефитот од тоа финансиски е на многу пониско ниво за разлика од било кој друг спорт. И у принцип да, тренираш за тоа што имаш цел, имаш фокус, си у таква околина, у таква средина, 24/7 е само пливање. Како изгледа еден ден? 5:20. Е, до 8 довме. 5:25 До 8 стануваш, сат, 8 сат, ти си направил еден тренинг, имаш пост-тренинг Со опоравок. Джеф како кога беше? Ајде, Сега ќе ти 4000 кажам. калории после првиот Да, тренинг. после тренинг завршуваш, доаѓаш дома, имаш период Јадење. на опоравок, значи комплекс. Тоа е еден систем за Тоа од нив active нешто или recovery. ти сам? Од нив, да. Најс. Имаш комплекс кој што трае тој третман 45 минути, имаш Ставаш на стречинг, будки, так. да, си имаш истегнување стречинг, имаш ролање, имаш ако имаш сериозен тренинг, мораш да се опоравиш затоа што следните 2 тренинга имаше 2, значи ти не си го завршил денот, имаше 2 Три на тренинга, ден. мораш да си спремен. Значи држиш лед, се мачкаш со пенкилери, со крем и така натака, легнуваш да спиеш. Чекам да јадеш. Доручкуваш, па легнуваш да спиеш саат и пол, стануваме у 11 саат, у 12 идеме на ручек, ручаш, се 12? враќаш. Да, ручек у 12, пази. На многу луѓе тоа им е доручек, ти веќе ручаш у 12. Се враќаш од ручек, имаш пола саат одмор, спремаш у 2 саат си у теретана. О, сега е теретана. Да, од 2 до 4 сме у теретана и тоа тренинзите у теретана беа баш онака. А имав Со надзор, па некој Па стренч коуч. Джеф ни беше кондиционен тренер. Значи он убацуваше у И ММА и некои елементи имавте на текнува. во тренинзите, да, буквално имавме, не знам, преки, ракавици, буксерски и така А натака. нешто меѓутоа, олимписки? Оние Све тоа имавме. Значи, Чиркови, цел тренинг ни беше него му беа сегментот, познати, он беше ги знаеше. сегментот од повеќе спортови ни беше сувиот тренинг. Не е она класика, не знам, фитнес, бодибилдинг, него Аби имаш. чека од преска, извините, прекинам, за да си ја комплетирам стикава. Тебе ти е специјалност пократкиве дисциплини. ПСЧ Да, ПСК. и за целиот овој период ти си фокусиран на На тој PSK, поексплозивен, да. all out. И генерално Дали групата, екипата сте? да, Е, генерално групата не беа сите шпринтери. така дека Имавме претпоставам. и middle distance пливачи,
Меѓутоа они си прават друга програма, ние работиме друга Па програма. тоа претпоставам се, идете вие и у теретана со коуч, тој ќе Да. дизајнира различен сет на вежби за експлозивци. Да. Значи вие цела група си бевте Значи бевме таму ја спринтери што се вика. Чаба кој што е спринтер, меѓутоа плива градно. За тоа вежбате исто, окей. Терза кој што пливаше исто 100-200 градно, беше Димитрија Младеновиќ исто и он пливаше шпринтерски дисциплини. Имавме уште еден турчин Омер. Така да бевме поголема екипа кој што грото пливавме Лекич после Лазар дојде и така натака. Ова Наџа сестра му Се не беше бевте тоа. што се ка баскет, спринтери, power athletes. Да. Окей. Значи, завршува тренингот, се враќаме назад, завршува тренингот у теретана 2 сати, ти веш утепан, треба да влезеш у базен. Значи сега пливаш. Одма директно Одма врзувавте? Да, врзан тренинг од теретана у базен. Имаш период само да се напиеш доза протеин, Шейк, мейк, нешто ова, од банана и влагаш пливаш од 2 сати. Завршува тренинг пливачки у 6 сат. здробен. Имаш Ајде па од поново. пак од почеток айсбет. Имаш компекс, Компекс, имаш стреч, ядење. имаш ролање, имаш вечера и имаш анализа на тренинг. Скоро секој тренинг не беше сниман со камера. Не. Да, и анализираш, после тоа собираме цела екипа, седнуваме камерата на телевизор и анализираш дали сме работеле стартеви, дали сме работеле окрети, дали сме работеле техника, и тука беше и Джеф, тука беше и Себастијан Хигал, Каде? цела екипа. Кај се собират? Куќа. Куќа беше живееле? Ние бевме у една куќа, бевме цимери, ја, Себастијан Хигал и Чаба. Каков сетап е. Све фокусирано all out. Нема Да. Да. Браво. Не, браво. знаеш што е многу як момент, што ти 24/7 живееш пливање. Да, преа го тренираа тоаш, многу беше. Значи, ја доаѓам у ситуација И тоа Чавич доаѓа и ти прави надзор, добри да, ставам. доаѓа Чавич и сега као те гледа дека гинеш, те гледа дека гинеш и ти вика браво, тоа е добро, така се постига резултат. Некој што бил таму знае сребрена и веќе медаља. одма ти е тебе полесно, Да, знаеш. да. Го гледаш дека тој до тебе гине. Да вистински И пацу. он работеше многу амерички систем. Таму ако ти не доеш на тренинг утре дента, треба да се извиниш на цела екипа затоа што не си бил Така е. солидарен со нив. Така е. Затоа што Браво. они се мачеле, а ти Они не го си јадат. често као Браво. ти си они били у битката, ти не си бил со нив, знаеш. Американците се за team spirit. Да. Мора да те прашам, у овој the dream период, сигурно не е све сон. Имаше ли кризни периоди да те фати? Шта е бе? Долови ми некако како изгледа криза Сега ќе ти ја за кажам таков баш таа проатлета. дешавка Тие двоумици, кога 31 настапуваат? декември, нова година. И као немаме план за нова година, тука пред нова година се прават планови кај идеме, што правиме, така натака. И Чавич вика, дојдете кај мене у стан, ја собирам екипа, он си заврши со плијачка кариера. Си отворил вино човекот. Ја собирам екипа, дојдете и као тренери викаат, окей, идеме таму, сите прославиме нова година. 10:30 идеме таму, по едно пиво, 12 сат, си честитаме нова година и ни викаат, ајде си одиме. Каде бе си идеме? Као нова година. Сабајле имате тренинг? Викам, Damn right. добро, окей. 12:30, ние у кревет. Јас седам и онака слушам у комши музика, рока, петарди, огномети. Седам и вака гледам у тавана и викам, што е ова? Хај, тоа. Што е ова? 12:30 нова година, ти треба да се легнеш да спиеш. На 25 години. Помал бев тогаш, значи немав ни 25, знаеш, у тие години која ти е најако, која сите твои врсници другари се журкаат, ти е дешавка која што ја збориш после тоа уште наредни месеци, ти треба да си легнеш да спиеш. И тоа што те чека на први. И сабајлето стануваш и имаш сет, кој што ни беше челендж, 100 пута 100, значи 10 километри То тренинг. стотки 1 јануар. Да. Welcome to New Year. Story to... Кој што пази, пак не беа само да се испливаат тие стотки, него имаше задача, тоа беше пирамида која што требаше да пливаш од со најголем режим до со најмал режим, односно треба да почнеш прогресивно да пливаш со појако и појако. Sorry to break the party, а ако ти кажам дека истото како ритуалче сме го имали во атлетика. Па ти На се први е 100 убрзања, тоа се стотки. Загреваш 100 стотки, Да. исто. Знаеш, и тоа е многу јак ментален тренинг пред се, Тоа е ментален тренинг. затоа што после тој тренинг
ти кога ќе имаш тренинг од 7 километра, ти е као, знаеш, веќе сум испрел 10 и ми е 7 километра изи. 1 јануар само вие и виенски оркестар. 1 јануар Сигурно бил пуштен на звучки у базен. 1 јануар бевме само ние буквално у цел базен и потпишувавме изјава дека не работи базенот и дека на наша одговорност ние си правиме тренинг. И тоа нема 1 јануар као Човек нема што тоа е 1 пијат. јануар празник, нема за тебе празник, ти се Саш спремаш олимпијада. за големи надпреварувања. Као тоа е процес кој што тебе програмата ти е направена и не гледа ни празници ни делници. Майкл Фелпс ги има веж. Ама на еден начин Неделите и се палиш на тоа, бе. Их, се почитуваш сам себе да, поише. Само може у моментот не си го видел, малце ти паднало глупо дека ја за кризен период те прашав. Ама вака ретроактивно секој се враќаш на тој момент ти е како Сега може да го Убава пренесеш меморија како искуство или? на деца. Сега го кажуваш као нешто што си го направил кој што реално никој не го направил, односно го така, направиле мал тоа број е на тоа. луѓе. Сега ти е мадафака. Ти каже некој дете бе петок да искочам мочко на друг на 1 први јануар крал? сум привел и те залепал. Рече Минута некој, 100 еве, на празник први, е, не до доаѓам крај на тренинг. муабетот. Значи, може да ти каже некој празник е, не доаѓам на тренинг, значи ти си Сега можеш да извлечеш од сам себе да му кажеш мајмун. дека тоа што Да го ми правиш збори мене, да ти. е добро за тебе. Ако дојдеш. Ама окей, ајде дека зборевме за кризни периоди, како па после се превртува приказната, ти поминува кризава нешто. Па знаеш како и све има рок на траење. Знаеш, го надминуваш тоа и кога имаш јасна цел, значи тие кризни периоди само те прават појак. Така. И сите тие неуспеси, односно надпревари кои што ќе изгубиш, не викам изгубив, значи или победуваш или учиш. Научиш. Warrior mindset. Значи да, тоа е тоа што утре те прави подобар и ти помага. да Како постигнеш заврши причава? Со Чавич. да, кој значи таму се работеше 24/7 на пливање буквално. Значи мене ми се случуваше, излагам со девојка и правам се фаќам сам себе дека изборам за пливање, знаеш, затоа што тебе ништо не ти се дешава друго во животот. Не ти се дешава, друго и си, вака и само правиш муабет за што ти се случува, каков ти е тренингот, што правиш ти у текот на денот и си кажеш, ако знам колку е досадно на да. Ко правам завесла. Во ствари сваќаш дека Тоа ти е животот. тоа ти е животот, а па на неа тоа е интересно затоа што не запознала таков лик што тоа го прави као. Да. Знаеш, и такви нека работи. Ме привлекува кога некој е посветен на дејноста што ја прави без разлика што и да е. Да. Нешто има што знаеш ги како, импресионира Многу луѓето. е битно и со кој жар го збориш тоа и како го пренесуваш. Друго е некој кога го прави тоа не сака да го прави. Значи кога не сакаш да го правиш, го раскажуваш како да е нешто што е најлошо на свет. Кој да прима таква информација, Да, не може да е која добра. што не е окей, знаеш. Ако ти правиш нешто, го правиш тоа со страст и имаш цел, скроз другачи изгледа од друга страна. Така е. Моментот со Чавиш, значи заврши таа пливачка сезона, идеме сите на одмор, се распуштаме, нели имаме период кај што е период за Ај уживајте малку. да, заврши со сезоната. Како што нам поменав претходно, они имаше, значи самата нивна влада, држава и град имаат цел да тој спорт го развиваат таму. Се смени власта и нормално како и сите балкански земји си почињаат да финансираат нивни спортови кои што се поатрактивни, кои што може да имаат одреден бенефит за тоа. Што збори, што се Го Тогаш да е намалија- Вучич да. уствари. Па не знам кој да е, не ги период. пратам тие политички гарнитури. 200 години, се мислам. случи да му го прекинат финансирањето Ау, да, бе, така. у целиот тој проект. Значи тоа се водеше како проект, му го Да, прекинат. тоа што чудевме на финансирањето. Чавиш да му прекинеш за политички глупости. Као проект и он беше видно разочаран од тој момент и си се врати у Се Америка. повлече, така беше. Да. Се врати у Америка И како и донесе Мацко Фуфо седнавме со Чавич. таа приказна заврши од тој дел спортски, меѓутоа да, и ден денеска јас сум супер пријател со него, дојде у Македонија, беше тука, баш. Дај раскажете ми за тоа и ти го имаш спомнато милион пат. Знаеш како? Јака ли си тоа као? Да, беше наш гостин. Класика муабет кој да му го спомне прво е кажи ајде шавка со Не, ја не го прашам.
Не, имаше лик ти текнал у Фуфо која сефна која дојде само да те поздрави, да се слика. а ја му викам Рандом извини, човек. И му вика да знаеш дека ти победи у Пекин. А на мацко му викам, сакам да го прашам, викам, глупо. Не, него нема е глупо, аз викам, мене ми е глупо. Јас ја памтам, викам, јас станав во 4 саваре, го гледав, јас се нервирам до ден денес, викам за тоа глупото стискање. Не можам, мене ќе ми биде криво, знаеш. И сега се рандом муабет. И тој најнормален лик па ти човек од човек нема врз. Така дека. И рандом од страна. Зора Чавич? И викам, леле, не е валјда. Само да знаеш дека ти победи 2008, и викам, пичка ти. Викам се, кошкам го. Да. Али јако искуство. Ама чекај, за шо пово дојде? Гости дојде кај Мацко. Си дојде у Македонија, Скопје. да. Беше Онака, не така, мислев Не. као гостин на митинг че нешто стави. Не, си дојде така у Скопје, онака. да, као. Шо знаеш, бо, ние Те беа Србија, тимот, само Шо, Мацко беше од да. Македонија, ај Браво. Да. Многу коректно бате. Да, така да Се супер повлекоја Чавич. супер искуство, супер момент беше тоа. Ја бев тогаш, знаеш, као веќе, знаеш, залез у кариера, више Он ти даде пушка, осјодам ја. Да, ја бегам, ја отидов после тој еден период тренирав малку у Германија. Sindelfingen Штутгарт плеав некој период таму се регистрирав, меѓутоа тој систем таму не ми одговараше и знаеш веќе кога си бил у некоја екипа и некој тим, иако е таа Германија, ќе речеш Германија као е врв од врв, имаш и таму клубови кои што не работат толку професионално пливање, клубови кои што работат професионално пливање, ипак е ова индивидуален спорт. И топ искуство беше и тоа таму, меѓутоа не ми одговараше таа програма и тој тим, значи тоа група беше релативно пониско ниво на пливачи кои што беа базирани по некоја си руска програма која што беше конкретно базирана само на дугопругаши и се вратив у Македонија. Дуго прогаши се оние 500 метра. Оние што плива 1500 подале. Да, Оу, да, 1500-800. за шпринтер не било. Да. Меѓутоа топ систем, мислам, функционалност исто дисциплина на врвно ниво. Не се ни сумњам, да, германци. екипа, тренери, све тоа беа, меѓутоа некако не ми одговараше тоа и се вратив назад и така уствари почнав ја завршувам пливачка кариера и почињам со друга етапа у животот. Одма отвори, мислам, клуб, да, така со беше. Наташа Мешковска, тогаш нејзина идеја беше Наташа една од нашите најпрестижни пливачки Чекај пред да преминеме. на сите времења. Дали и дур си пливаше надпреварувачки, си имаше размислувано дека ќе сакам во тренерство да се префрлам. Не. Значи ова Да. скроз спонтано Тоа, дојде. да, дојде спонтано буквално. Мислам, знаеш како генерално кај многу спортисти, поготоа пливачи, се случува да пост нивна пливачка кариера влезат во некоја фаза која што не знаеш што да прават понатака со животот. Ти како пливач работиш у систем кој што некој друг ти го делегира. Значи, ја доаѓам на тренинг максимално релаксиран од аспект што треба да направам. Некој друг за мене мисли Така. програма, некој друг за мене мисли што треба јас да правам од текот на денот, ти прави режим, ти прави распоред, ти прави буквално се. И сега после таков некој период од животот, ти доаѓаш кога веќе ја немаш таа фаза и не знаеш што да правиш со себе. Тоа му се случи на Торп. Торп падна у да. сериозна депресија затоа што после пливачка кариера не знаеше што да прави. На многу спортисти им се случува или период кога не прогресираат повеќе и што ќе прави да промени нешто, не знам, ќе почне да работи некој друг сегмент на суви тренинзи, па ќе се повреди, па таа повреда ќе му донесе уште поголем Нема може активен да е па депресивен. уште поголеми проблеми каде што пак нема да може да го подобри својот перформанс, пак ќе се посегне под момент на допинг, пак ќе падне на допинг контрола, па тоа уште поише ќе го го оцрна. тишти Влага и влага у некој мути, некој бубањ кој што веќе психолошкиот момент те надвладува тебе и влагаш у фаза која си депресивен и поттегнуваат после тоа кој заврши по дроги, по проституции, по не знам, Порочни криминали, станови, пороци и така натака и така натака. Ти како се спаси од оваа верзија? Мојот момент беше тоа што јас у мојот залесна кариера, значи Наташа ми кај ќе правиме еден летен камп и викам ајде добра идеја, као летово сме тука, као ајде. Ти уште полупливаш. Ја уште бев активен, јас се спремав тогаш за универзијада у Далеко беше ова? Кореја, мислам. Кореја, да. Втората универзијада, да.
Првата Азија. плеав у Кина, у у Кина. Шензен, а втората беше у Кореја. Па после тоа 2 пати бев на универзијада како Го снимаш оно. како тренер како тренер на репрезентација. А шо? Што се смеа? Што имаше дешавки? Како беше? Нешто ги учев кинезите, ги учев кинезите македонски. Пичко, материно. Нешто, зиците беа многу јаки дека они, значи као народ се такви да сакаат све да ти удоволат. Буквално што да му кажеш и кој ќе му кажеш ај сега ќе туча македонски ти повтора по мене. Тој се јазам. Он збори жив среќен, а му кажам нешто рандом што не треба да кажи. Да им да праќа. Стига клипот гамацко, кој е сара? Да ти ема мајката у пичка, кај кура. Да. Мешковска Затоа памтам камп. далеко дека беше. Да. Тука у Македонија е Тука бил. у Македонија, што? У кампов со Да, Мешковска. да, да. Почињаме летна школа, тоа беше период од месец дена, кој што ја напоредно и се припремав за универзијада. Една, не знам, попладне вечер, недела, нешто као ден беше и си спремам, ја знаеш, као и си правиме програма, што ќе се работи ово, не, и едно мој другарче новинар ми каже, шо при, што се дешава ново, за што се спремаш, и му каме и сега спремаме еден летен камп, ќе правиме, значи програмата се вика научи правилно да пливаш за 10 часа, за 10 дена, као за 10 10 тренинзи. часа, за 10 тренинзи, научи правилно да пливаш, иако факт е дека не можеш да научиш правилно да пливаш за 10 часа, меѓутоа целта ни беше основите, моторичките движења и дишењата да се усогласат за тие 10 часа, кај што на некој начин ти го праќаш прописно писмено детето на Swimming одмор, 101. на одмор да немаш страф од тоа дека како би се снашал кога би се снашал во ситуација. Као пред одмор. Да, Еј, баш да, интересно, да. И вика и тоа е добра приказна, као може да го пуштиме по медиуми, као окей. Се дешава нешто, значи ја у период нешто сабота, недела, понеделник, не знам што ден беше. И си дозволам да си спијам до покасно. Се будам, телефонот изгасен, а имав 60 и нешто посто батерија, викам што се десило, го уклучувам телефонот и гледам буквално нешто бројка некоја двоцифрена, троцифрена на пропуштени позиви, од кои што значи нешто 66-7 пропуштени позиви, од кои 3 познати, другото све непознато. Викам што се десило. Како го гледам тоа, почина да ми звони телефонов и јас се јавам на телефон. Втора линија. Здраво, сакам да се информирам за школава што ќе биде летна и у меѓувреме слушам тит ми звони втора линија. Викам што се деша, значи наредни 2 сати не престана да ми звони телефонот од луѓе што беа Од што објави Батево за кампот? Да, од што се случи, значи таков спојка Мартин и Наташа, две различни генерации на пливачи, прават нешто заедничко. Кој радишен пол? Тоа баш како. Ама и тајмингот, знаеш, пред Тајмингот, одмори, да. идејата е идеална. стварно. Значи имавме ние буквално огромна бројка, преку 100 деца кои што беа онака заинтересирани. Ми се ава Наташа ми кажа си вработиш секретарка ми у клубот, не можам да одржам ни еден час предавање затоа што не е професор на факултет. Не можам ни едно предавање да одржам, мене како ми се изгасил телефонот, втор телефон беше низиниот. И не ја потепале од Она на сред работа. Да. Ми вика не можам да одржам предавање и не е битно. Почнавме со школата. Имаше доста голема заинтересираност, се пријавија доста деца. И ја отидов нели на надпревар, се вратив. Како се вика школата, кажи си. Аква Про. Да, значи чекај сега, не сте стигнали уште. Не сте стигнали. Значи тогаш беше Аква се Про извинувам, камп, се кој што научи правилно да пливаш за 10 часа. Така беше програмата, не беше ништо официјално. Ништо не беше. Да. Ама на каква навала. Да. Почнуваат идеи да идат. Не, знаеш како завршува школата и сега доста од тие деца ми кажат сега што ние сакаме да продолжиме да пливаме, као заврши вас. кампов. Да, заврши кампов, што ќе правиме? И Наташа ми кажа, слушај, Што у школа? слушај, ми кажа, знаеш, не е лоша идеја да ти ја продолжиш приказнава, знаеш, као Еве, и онака завршуваш си со... при крају пливачкава кариера, може ќе плеваш година, две, меѓутоа зашто да не Шо понатака? да го почнеш да го пренесуваш она што си го искусил до сега на младиве генерации. Викам, да, добра идеја е тоа. И регистриравме тогаш клуб, че се Аква Про. Клубот почна да работи со група на дечиња кои што беше претходно нели школа пливање.
Меѓутоа, како и секој клуб, нормално имаш амбиции да тие деца се надпреваруваат. И Све што знае да моментот- плива да го пуштиш на државно првенство. И моментот беше деца кои што ние сме ги почнали у таа школа, сум ги држала нака со две раце доека плутаат у вода и сега доаѓаат до ниво да они се надпреваруваат. И мене ми беше, знаеш како идеме на надпревар, кај што се надпреварувам и јас и они на истиот надпревар, нели нормално разлика у генерации, Да, у категории. И мене ми беше седно дали ќе идам прв, втор, трет, поише ми беше битен нивниот прогрес они што ќе направат и они како ќе испливаат, знаеш. Колку е тоа исполнувачки, И тука сваќаш дека веќе, знаеш, као веќе треба да се Природно се прави транзицијата. значи треба веќе да се прешалташ у Чим ти е нивното победно, твоето ти е на второ место. тие дечиња? Се уште. Апсолутно не. Не те згази некој. Меѓутоа да, многу ми беше битен нивниот прогрес и како они напредуваат и сега фала му на целиот тој процес, веќе 6 години функционираме. Сега имаме преку 150 активни членови, од кои што имаме надпреварувачка група од некои си 30 до 50 деца кои што мигрираат во зависност од надпреварувачите. Колку репрезентативци имавте? Имаме 7 тренери кои што работат во одредена група, значи програма која што е Active Start и Fundamental од 4 до 6 години, па после имаме напредни пливачи од 7 до 9 години кои што работи друг тренер со нив. Значи Стефан и Весна работат со ние почетници што се од 4 до 6 години, Јован, значи тоа се све тренери кои што се бивши репрезентативци, пливачи, ватерполисти и се дел од таа структура на луѓе кои што биле во пливањето, во пливачкиот спорт и го знаат баш у корот. Работи со напредни пливачи и делот надпреварувачи, нас не се подели на А, Б и С категорија, тоа се надпреварувачи од 10 години до 12, од 13 до 15, од 15 плюс. И Цоци кој што работи со надпреварувачката група и имаме 6 елитни пливачи кои што се репрезентативци, јас работам со нив моментално. Млади. Испод 18 они? Значи, да, имам дел што се испод 18 дел и Ева Петровска која што е наша најдобра пливачка моментално и кандидат за Олимпијада, она е 18 години, највеќе сега. Таа си веќе сеньорс. Да, сега бевме на Олимписки младински фестивал со Стефан Тодоров, он е нов член кај нас у клуб од оваа сезона дојде. Баш ми е драго што за период од 6 месеци направи огромен прогрес, каде што Чекај, он не беше на Олимпијада? Не, тек ќе биде. Тек ќе се Дете е случи тој која возраст е? он е сега 2007 годиште. 16 години, Ќе се да. слуша добро. Да, 16 години. Тука ни Павле Стојчевски, он е исто наш репрезентативец. Он исто дојде кај нас у клуб, че меѓу првите оние што се посериозни пливачи. Иван Симоновски исто кој што беше на Европско првенство на Балканијада учесник, Давор Петровски исто учесник на последно Европско првенство. Има ли светско некој првенство. дете што си го учел да плива и да е такмичар у моментов? Да, имаме цела онаа Се вика го научиш да оди. целиот тим што се А, Б и С као тимови, тоа се све пливачи кои што потекнуваат од нашата академија. Значи тие се кои што почнале буквално не знаеле да одат и сега се веќе надпреварувачи. Тоа се све. Чекај, а денес ти си тренер на некоја група? Да, денес сум тренер само на сериозните пливачи А, ти си со нормално, елитните. да, и нормално сум тука у сите Авско е можни Чавич групи. се. Молим лепо што. И сум присутен у сите групи кои што треба сапорт, не знам, некој од тренерите сега не може да ускочи или има периоди кои што имаме превише уписи на деца кои што не може да се постигне. Наташа исто Мешковска тука она работи со најосновните, со најмладите А, со категории. најмладите? Да, со најмладите категории. И тоа е многу добро. Да. Така да целиот тим и целиот концепт ние баш пробуваме да го направиме на најврвно ниво, да биде на најпрофесионално Кој ниво. базен работите? На Карпаш. Борис Раков? Борис Рајковски, да. На 25 Да. За жал тие се условите, имаме само базен еден кој што работи, Кој кој што прописно работи. Чекај, Бали Олимписки не е. Олимписки Тој ми е се Бали базен- гаси секоја година различно. Мачко вреќа, не се знае. Тоа е со Има Олимписки. приватен собственик под концесија тој базен и Па ново или не? Тоа од Не, тоа е секогаш. од секогаш. Аха. И сега нормално во зависност од финансиската исплатливост, базен е жив трошок и
не знам колку е исплатливо да функционира, меѓутоа според нивните информации дека не им се исплати да работи преку цела година од финансиски аспект. Сега не Ако ги сака интересира клуб да си се ситуира таму, сега вие ако сакате на олимписки, добро. што е процедурата? Со тој приватњакот нешто треба Да, треба рента? да си побараш термин и он ти генерира услови. Ти како ќе си платиш толку или по дете ќе така. И за тоа ли не функционира олимписки, дека нема кој да релативно доволно пари за тоа? Една од причините што е можеби поскап и втората причина е што не работи со исти континуитет цела година. Значи се случува се затвори големиот базен и сите клубови треба да пливаат у малиот базен кој што е. Ама чекај, јас тоа прашувам, да направиш дил, онда ги овозможи условите да можам ја и зима да работам колку треба на или па е Не, до да, него, тука нема треба ќе да да се се клубови, ја Тука затварам. треба да се уклучи држава Да, затоа тоа што ќе ти рече некоја сума која што не е невозможна ти да му дадеш на него за ти да можеш да Реално. функционираш. Колку те откачи, ако му ја даеш бомба. Па не, он ќе се извади реална математика која што на него му е неисплатлива. Да? Да. Грејања, чуда, струи, води. Да. Само Значи, како знаеш како тој базен е правен у време на Југославија и направен е по сите стандарди, значи има сериозна висина, има сериозни трибини, има огромен е просторот за да се загрее тој простор и да биде функционален. Не ли ви е малце хендикеп сега од елитна надпреварувачка гледна точка, вие се спремате секогаш исклучиво на 25-ка, а ќе доаат сериозни надпревари, треба пливачиве да ти идат на 50-ка. Го имаме И тоа како никако проблем тренинг и го немале. ете пример пред такви големи надпревари или комбинираме припреми или да ме користиме олимписки базен, значи по потреба. и воен ствари има ПС или не е тој прописан. Воен прво не е прописан од причина што инфраструктура има дупки усред базен кои што пречат при тренинг. Па на самиот крај на базен има дупка која што ти ако сакаш да направиш окрет можеш да преминеш у тој малиот базен. Ау, да, бе, стопчињата што се леле, сум заборел. Втора работа не работи преку Кажеш нога, не работи она колку преку цела курне година. тоа. Како проширено. Кој што ти е среќата, да? Не работи Да, преку цела отворено. година, работи само летно време. Втора работа е што се користи само исклучиво за рекреативно пливање. Да. Што ја земеш термин, не знам како се условите таму од аспект Па, на ставај, температура, на јажиња, вода, нешто, дали нешто, има стази и така натака. Ватерполо прави. Да, нешто се дешава, меѓутоа Не е постојано, не е константно. Ко ти сега на кеј кросфит. Јасно. буквално. Импровизирано е се. Сте правеле, ама не икаш. Не е тоа, значи Да бе, да. Кога ти налага само ситуација. да. Така да генерално сега сум у таа вода, че знаеш, си викаш ај да ми заврши периодов кога сум бил пливач да не го поминувам тој пат да станувам рано, значи тоа е траума, стануваш у 5:20, стануваш рано да бидеш на базен по цели денови и така натака. И сега го правиш истото, само Сакаш што да ти не го дења правиш ги ти стави. лично, него мораш да го пренесеш што е уште поголема одговорност. Значи тој пат што ти си го поминал и тие грешки што си ги правил, сега треба да го пренесеш на некои нови генерации да тие работи барем ги олесниш на нив. Им го скратиш нив Да пат. скратиш патот и да ги донесеш да добијат до поголем перформанс, затоа што реално нивниот успех е и наш успех. Се пронајде, Така еве сега си. веќе 5-6 години клубов, се пронајде онака ептен убаво ти легна оваа нова улога во животот. Па знаеш како, некои луѓе ќе ми речат да идам на работа. Ја не го гледам тоа како идам на работа, идам на базен, као и претходно што сум идел на базен. Идам у сала, не идам на работа. базен, не го гледам тоа како обврска, него, знаеш кога нешто го правиш што го сакаш, не ми е мене као идам на работа, него идам на базен, идам на тренинг. Не, Така- ја у така живот го- немам така кажам, го идам на донесам, работа. се да. видам никош. двајцата Не мртво можам да студио. не можам да кажам као идам на работа. Знаеш, нема ни она лична сатисфакција што може да ти ја плати ни со пари, као идам Да. за тоа што треба да заработам толку пари да го правам тоа. Не, него Зашто имаме такмичење, идеш, Да, се идам за посереш тоа да што се работи. идеш за тоа што ти е битно он како ќе исплеа пливачот или пливачката без разлика. Битно ти е Друга е мотивација. да. Много јако. И сега од вамо, ствари не ова си тера, не од вамо, него со Хани Беџер као се деси. За тоа да збориме. Еј, чекај, извини, пред да преминеме на извини. тоа, ја имам едно пливачко Прашање? прашање. Чекај. Знаеш дека е 50 евра час. Колку? Немаше 25. Рибна Овие условија, да. Ја Се рипната. јас немам многу
со пливање допирна точка, освен која пред не знам колку години решив да се пуштам на Ironman. Мгм. И ја ќе идам да пливам. Објасни што е Ironman за тие што не знаат. Ironman е триатлонот што има Шарон. има полудистанца, има цела дистанца и мене целта ми беше цела 4 км пливање, 180 точак и маратон 42. 42 трчање. Тоа е една трка. И точак и пливање нема гајле Точак тоа. и трчање, мислиш? Јој, човече, ама ги спомнешам. Точак и трчање нема гајле, тоа цел живот сум правил, ама пливањево камен тежок. Генерално сите триатлонци или што се спремаат за некој таков подвиг, Само им е пливањето им најголем манка. проблем им е И пливање. затоа триатлонци што доаѓаат од пливачка позадина се Они се motherfuckers. значи тој само иди црти точакот и партали капацитету се, значи нема вез. Јас сум камен, ама и у буквална смисла. Цел живот ја влагам у вода, оп, тонам. Ја влагам у вода, оп, тонам. И јас ситим Еден од Тек тие. нека треба да мрдаш малку. не мрд, добро, и сам мрдам за да стојам. И на сите луѓе ја објаснам, ја не можам да пловам. И цел живот луѓе ми викаат глупост, не си се опуштил, не знам што. Митот или прашањето е, има ли луѓе што не можат да пловат? Нема такво нешто. Мислам, има тело кое што е потешко у вода и кое што полесно плута, меѓутоа што не може да плови, односно што не може да Без плива. мрдање. Така да си легнам и да лежам на вода. Добро. Ако нема Ја не можам што тоа. потонеш без разлика. Ма каква сол, нема врска. И у море си тонам. Пред да одговориш, за тие потреби јас си ја ангажирав Наташа Мешковска како приватни часови неколку и она ми направи некои тестчиња за држење у вода, за осет, ово, оно. Она ми рече, вика, имам чуено, да, као има луѓе што може не рекла тонат ко камења, ама Не, едноставно има кои што се потешко. Попловни и кои што не се па, толку ето. пловни. Јас сум од најнепловните. Добро. Јас Ти сум... треба многу повеќе да се мачиш отколку што тие се Значи, попловни. не можам да ти опишам колку се мачам. Ти верувам. Значи, окей, јас сум, добро. Да, значи Телумно ми потврди. Да. Окей, фала. Дека постои тој. Има момент, да, као што нели тоа е сегмент од талент. Не знам, некој што е поталентиран у одредени работи, пример у било кој спорт, не знам, у кошарка, моментот на висина, моментот на не знам, Да, на одраз, предиспозиции некои, моментот да. на одраз, полесно го моментот пофаќа, да, на тие работи, тоа е моментот у пливањето кој колку е пловен. Значи, Ја тоа што после е си имам утепано од читање, те релативна густина на мускулот, коската, масти, ова, јас сум секад прилично лин. Значи, ја кога сум у форма за Ironman, дали имам 6% фет на мене. И сикам и тоа може, не знам што, ама ги гледам други Ironmanovци бе летат. И нема везе, окей, делом не ме одговори. има вистина тоа, да. Да. Хани бе. Хани Беџер. Хани Беџер беше момент кој што релативно и Нешто ускок на не беше нешто планирано. Објасни што е. не беше знам планирано. зашто Хани Беџер спојам. е најголем македонски спортски бренд за активна облека, односно за гардероба за Од секој аспект е спорт, буквално. за спорт за вежбање. И имено мене идејата ми беше да правиме ние клупски купачи, кои што односно клупска опрема, која што таа опрема требаше да има некој брендинг на неа и сега да не биде правиме опрема без ништо, него идејата ми беше ајде правам моја линија, односно мој бренд на спортска опрема. Фабрикава која што требаше да ги произведува ми ка значи што киде, само киде логото на клубот, друго нешто да пишува као иначе јас су мојата пливачка кариера нормално као спортист кој што се бави со професионален спорт, нормално ќе се закачи некој што ќе сака да се испромовира на база на тебе, не знам дали е тоа бренд или било што. Имав соработка со Finis. Finis е еден од топ 3 бренда во свет, кој што денеска се уште имам као кој што сум генерален застапник за Finis за цел Балкан. И Тоа е овој брендов со се што прави за пливање. да, генерално они се базирани повеќе на делот на девелопмент и технолоџи у пливачкиот спорт, односно пливачките помагала.
За разлика од Спидо и Арена, мислам и Финис исто имаат и перформанс линија која што е за надпреварувачи, за такмичари. И правиме линија за купачи, окей, значи ќе правиме купачи, како ќе се вика, што ќе се вика и со дизајнерката разговараме у тој дел што ќе правиме, како ќе се вика брендот, како ќе изгледа, што ти е целта и ми вика, ја бе ти кажам, мене ми се другарчиња собствениците на Хани Беџер, ако си слушнал за нив, као они имаат баш добра програма, имаат добар брендинг, имаат добра приказна позади целиот тој бренд. Меѓутоа се уморни веќе од ова и почнаа да се бават со други работи, па нешто решија да го продадат брендот. И викам, окей, ајде да закажам состанок со дички, да се видам да имам што има идејата, знаеш. И кога они почнаа да ми раскажуваат како они почнале и која е целата позадина на тој бренд, знаеш, нака седиш и ја слушаш приказната и викаш, леле, колку добра приказна има позади ова. Као греота е тоа да престане да се движи, знаеш, треба да застане тука и да прекине. Ја имав некои други цели кои што и ден денес уште сме во процес на правење наши пливачки помагала од аспект на капа ночари, лопатки, чуневи, пера и така натака, кои што сакавме да ги направиме со нашиот бренд, меѓутоа зашто да кога веќе имаме македонски бренд кој што има добра позадина и добра приказна да не се продолжи тој дел, меѓутоа да се расшири палетата. И целиот дали се мајци шорцеви не ми пливачки Чекај, помагала се прават? Значи тоа ни е сега план дека ќе треба да ги правиме од брза иднина. Така да Го правите состанок, го правиме состанокот, целото ноу-хау ствари, она како до финален производ ми беше многу интересно пред сега, второ никако не би го знал на друг начин ако не ми го пренесе некој. И целиот тој процес да го почнам јас од нула, од ново, со мој личен бренд, сигурно ќе се откажам, затоа што, не знам, Бара време посветено сме, не е туку така се правил тоа. Да И на не си не некој- правил. Ресерч бара. Да, и на некој начин ми беше поисплатливо затоа што и веќе приказната добра, позиционирана, да Го знаат целото луѓе, тоа брендот. време и целите тие финанси што ќе треба да ги вложам у периодот од тоа што треба да го направам, да го откупам брендот. Односно трговската марка и целата таа позадина со шаблони и со нивниот Производители на мониторинг материјали. и менеджменту позадина, односно целиот ноу-хау. Така да со Хани Беџер моментално работиме само корпорит, работиме со Што значи што? работиме B2B, значи доаѓа компанија и ми Аха. ми треба 200 мајци, ми треба 200 аха. шорцеви, ми треба тренерки, прв наш клиент ние Со Synergy. нивни бренд. Не со под наш компанија. бренд, меѓутоа ние ги брендираме нив. значи, Така, да. Да. Например, ние правиме мајци ке Мацко Локца, Кросфит Скопје така, дизајн, така. Хани Беџер е брендот. Јасно, Што ја јасно, произведе. јасно. Да. Значи оваа година планот ни е да го работиме на тој начин брендот, а понатака ни е целта да Што знам, они нешто продавница отвара. Да, отворија продавница, меѓутоа повеќе они има математика од тоа да работат продавницата, меѓутоа Онлайн поисплатливо нарачки им има. беше да си работат онлайн наместо да држат продавница, знаеш. Туќан плаќаш. Идејата ни е да влеземе у мултибренд продавници како сегмент Аха. на Хани Беџер да се позиционираш таму на пазар. Меѓутоа Тоа е за тоа да го постигнеш треба претходно да имаш искуство некое. Сум релативно нов у таа бранша и тој бизнес и ќе ми треба година дена за тоа и на тој начин работиме оваа година само со компании. Значи си доаѓа фирма која што им треба опрема за трчање маратон, им правиме мајци и шорцеви Cool. и така А функционира. онлайн уште има? Да, меѓутоа не работиме парче по парче. Значи Тие сега дизајни што ги има, оваа немаш. година го тестираме пазарот и го тестираме моделот за тоа што се работиме со друга фабрика. Ама можем Сега- додам онлайн и 1000 да нарачам. Можеш, да. Какви сакаш. Да. Cool. Да. Така да тоа е еден нов сегмент у она што го работам сега што го правам и се надевам дека ќе испадне исто успешна приказна. Сега за сега имаме доста заинтересирани клиенти кои што на некој начин соработуваме со нив. Пред се цел клуб ни е избрендиран. Па тоа ќе те баш од таму Си го почна. врзуваш таму, да. Си направили бар иницијално што ти беше желбата. Да. Сега од септември ја стартуваме линијата за купачи за пливање. Имаме на комуникација со фабрики од Сингапур и Малезија кои што треба да ни ги произведуваат пливачките помагала.
Значи тргнува возот и таму. Да, значи сега ќе почнеме до крајот на годинава да произведеме и нешто од тој дел. Збориме оние, како се вика, лопатки, се што е реквизитчиња, да си бидат брендирани. Па не баш се, она што е најнеопходно. Прво идеме со тоа што највише се бара, затоа и не почнувам јас да произведувам сега од сите типови на мајци, шорцеви, дуксери, све што ги имале, затоа што не знам, мислам јас имам некоја математика што се барало од тоа, меѓутоа што ќе продолжи да се продава. Затоа и сега работиме на тој начин. Не е поентата сега да инвестирам, да влезам да направам од сите модели по 100 парчиња и да ми стоат на залиха. Дрема, да. Така, затоа идеме со baby steps, меѓутоа ќе ја шириме палетата и ќе... Baby steps не може Ти да си се еден изгориш. собственик сега нова или нешто па? Да, Сам си. сам. Па, убав проект си. Сам добра обврска плюс. Па да, има доста цимање околу тоа, доста обврски, меѓутоа, знаеш, предизвика, знаеш, целиот процес е сличен на овој другиот процес упливање, кога ти од ништо ќе направиш нешто и тоа нешто што ќе го направиш да вреди. И Значи да ти го побараат, знаеш, као ти си ја направил маицава, си собрал материјал, си барал, си изгубил време да го најдеш правилниот материјал, па правилниот конец, затоа што тој конец кој ќе го купиш, односно кој ќе го сошиеш, не смее да пука, па кој ќе ја избрендираш, значи логото кој ќе го залепиш да не се кине, па еден куп други работи, на крај кој ќе го извадиш како цел готов производ и да му се свига на тој што ќе го види другиот да ти го купи. Значи тоа е она сатисфакција што Има, да. што те вози, што те води. Па ќе купи 1000, па Тоа е исто како кога ќе земеш дете, го држиш у мал базен со раце за да научи да дише под вода и да работи со нозе и со раци, после тоа доаѓа до ниво да се надпреварува и Државен првак. му го поместуваш перформансот, односно му ја коригираш техниката за да стигне до некој ниво и да стигне државен првак, кој што имаме такви деца. Што од нула сега се веќе државни прваци у јуниорски категорија. Закон, баш убаво. Да. Па тоа е мацко. Това е тоа. Ќе те пуштиме на ручек, таму ќе стигнеш. Ти изгубив Финални зборови. тука утечности. За тоа доаѓаме спремни ние. Добра ви е сауна овде. Мора да ви признам, добра ви е сауната. Кој го зива Не, во бе, студиото, не две во едно забавка. договор. Па, снимаме у топлотен бран, кој што ти реков ви предска искочи на улица да видиш колку е свежичко тука. Да, не, се шалам. Друже, фала ти Ептен, Ништо. уба инспиративна порака, мене секад ми е убаво да слушам actual pro атлет. Тие приказни се. Да, Кој слуша убаво има многу што да научи. така е. Онака за живот, не само за спорт. Да. Се најдобро, терај успешно. Фанови на поканата, ви честитам за проектов и се надевам дека ќе ви донесе многу успехи на вас. Фала ти, Мацко. Се гледаме друга прилика. Се гледаме. Ајде, чао, чао. Чао.